колку е значаен македонскиот фолклор, традиција, занает и повторно навраќање кон корените, е всушност и потик и мотивација за еден проект кој што се случуваше изминатиот период за да се финализира со модна ревија која што е насловена во ритмот на македонските традиционални занаети и креации, а повеќе информации ќе добиеме од председателката на Сдруженијето Добре дојде Македонија, добре дојде во суштина, да, Емилија Миладинова Аврамчева. Добро утро. Добро утро и благодарам што сум, да. Гостим во вашата телевизија и можноста да го објаснам проектот. Убавината на враќањето кон традиционалните вредности, кон враќањето на нешто што било секојдневие на нашите баби во делот на плетење, везање, шиење и изведување на навистина уникатни креации, беше во суштина вашиот мотив да го реализирате проектот, како здружение бевте помогнати од амбасадата на Словенија во Македонија, но сега финализира со ревија. Како се одвиваше вака целиот проект, процес? Да, значи традиционалните занаети и креации, како што е впрочем и самата модна ревија, се дел и од моето детство. Мојата баба беше една многу голема вредница која плетеше цел ден. И јас имам еден посебен однос кон тие традиционални вредности. Многу ми значи тоа потикнување на женското предприемништво и малце потикнување на старите занаети, како плетење, везење, шиење и навраќање кон корените и посебно ткаење, кое веќе во толку голем степен на изумирање, а ние со нашиот проект успеавме да го обновиме и веќе во училиштата почнува процесот на ткаење и на моја голема радост учениците многу се среќни што имаат можност, бидејќи на многумина од нас, тоа е во нашиот ментален склоп од бабите, од тетките, од мајките, тие вештини. Значи, оваа модна ревија е дел од проектот потикнување на иновација и креативност на жените на пазарот, поддржан од амбасадата на Словенија, каде што вклучивме обука на 60 жени во изучување на тие мануелни вештини. Во повеќе градови, во Скопје, Струмица, Битола и Охрид. Водевме сметка на инклузивноста, значи вклученост и на жените од ранливи категории. Водевме сметка на мултикултурниот однос, значи на застапеноста. Водевме сметка на зелената агенда, тоест работа со рециклирани материјали, така што таа обука траеше во 4 града и под менторство на модната дизајнерка Ирина Тошева. И еве, дојде до тој момент да сите тие креации утре во лабораториум ќе биде прикажана таа модна ревија, која е во рамките на модниот викенд. Додека зборувате, ги гледаме и прекрасните изработки како инсерти. Навистина многу предизвици сте имале, реализирајќи го овој проект. Како ве слушам, тука се младите, пред се модната индустрија си го направи своето и сега во една таква ера во која што живееме да ги заинтересирате младите да влизат во еден свет кој што за нас можеби е детство, кој што за нас можеби е емоција и враќање кон корените, за нив е непознато нешто. Да, и навистина веројатно бил голем предизвик за вас. Да, морам да кажам дека тука немаше ограничување на години. Значи, во Скопје, во Струмица имаме девојченца од 14 години. Па ги забележуваме затоа. Има и жени, господи на поголема возраст. Значи, целта е преку овие мануелни вештини да се дојде до самовработување, бидејќи проектот е во тек. Потоа во ноември имаме и обуки и семинари за како да ги користат алатките на современиот начин на продавање. Тоа значи преку социјалните медиуми како да се обучат да ги продаваат своите производи, така што ова е потикнување како со сопствени раци, со мануелни вештини да се дојде до сопствен бизнис, а крајниот настан ќе биде и базарот кој ќе се одвива во јавна соба на 14 декември, каде што оние што имаат рачни изработки, значи работевме плетени работи, ташнички, асесори, многу работи што се со куклички плетени, со
кои се стекнати со мануелни вештини, да имаат можност да ги продаваат, така што се надевам дека повторно ќе се видиме, тогаш ќе биде слободен влезот и граѓаните ќе можат да дојдат и нешто пред новогодишните празници да си купат. Значи, овој проект трае 7 месеци и има повеќе етапи. Значи, обуки, ревија, обуки како до собствен бизнес и базар. Да, ќе зборуваме за тоа засебно. Креациите всушност ќе ги носат личности од јавниот живот, дипломатскиот корист, така. Беше гостинка оваа недела амбасадорката на Шведска во Македонија и Ами Ларсон Джейн. Меѓу другото, таа кажа дека се воодушевила од креацијата која што за неа била изработена во суштина. Што е специфичност на креациите? Предпоставувам дека традиционалните елементи се застапени, но кој е специфичноста, дали може би материјалот, што е она што посебен белег ќе остави? Да ви кажам дека ова се модели изработени од учесници кои некои од нив воопшто не земали игла за шиење. Така што мотивацијата од таа состојба до дизајн кој го носат модели беше голема потикнувачка енергија, така што дизајните се во склад со нивните можности, бидејќи едни учесници го работеа горниот дел, други учесници го работеа долниот дел, зависно од какви курсеви и обуки поминуваа изминатите месеци. Така што ќе имаме можност да ја видиме ревијата и да видите што тие вешти раце направија за овој краток временски период. Ајде да се навратиме на нешто што навистина има големо значење, тоа е потикнување на економскиот развој кај жените и во вложувањето во собствен бизнис за нив. Речиси недостасуваат занаети кои што никогаш беа дури премногу. Немаше населба во градот која што немаше по неколку шивачки. И тие беа речиси на некое блиско растојание, а сега не можете да најдете шивачка и некоја која што па и што крои, што шие, што плете, која што не само што треба нешто да подпоправи, туку и во некоја ваша замисла да го искреира. Достапноста до материјалите не е како што била некогаш. Веројатно тоа се беше мотив за вас и инспирација да се потикне да се возобнови. Да. Првин треба да се понудат производи на пазарот, а потоа да се потикне и потребата за купување. Така што враќањето на овие производи со мануелни вештини е потикнувачки не само за потребата на пазарот, туку и за самовработување. Можам да кажам слободно дека во ерата на дигитализација и вештачка интелигенција, ако нешто ќе остане незаменливо, тоа се мануелните вештини. Така што иднината е во креативноста на вештите раце, поготово потикнување на женското предприемништво и ранливата категорија на жени од овој тип. Се надам дека ќе успеете по целиот проект. Споменавте дека имате неколку етапи, следната е ревијата, а потоа? Потоа имаме семинари во ноември за како малце да ги користат тие дигитални алатки за успешна промоција и продажба на своите производи. И 14 декември завршуваме со базар, каде што ќе бидат изложени сите производи кои овие жени успеале да ги направат за овој период. И се надевам ќе биде нивната идна професија и потикнувачки за оние жени, девојки кои се уште седат дома, се без работа и едноставно размислуваат по кој правец да се насочат и тоа да биде нивната екзистенција. Ветувам дека ќе се видиме повторно пред базарот да подсетиме, оти многу нешта се случува, треба да подсетиме, а тоа е најубавиот период, периодот пред Нова година, кога почнуваат и тие базари, кои што навистина секоја изработка е уникатна и вреди едно уникатно парче, особено ако е изработено од наши и помлади и повозрастни господи. Навистина вреди да се инвестира. Да, ја посебно би кажала, би истакнала благодарност на амбасадата на Словенија, бидејќи без нивната поддршка не би можела оваа наша замисла да се оствари, што ја препозна нашата организација како кадарна да го изведе овој проект, да го имплементира проектот на
потикнување на иновативност и креативноста на жените на пазарот. Благодарам, Емилија. Се гледаме. Се разбира, веќе договоривме кога. Да. Благодарам многу. Благодарам и до гледачите кои имаа можност да ме слушаат. Се надам дека заинтересиравме некого. Да. Да.